Ничо, викендов започна плейоф во NBA, знам дека не те интересира, ама каналов се вика Пиво Баскет Мотор или Мотор и Баскет Пиво и мора да спомнеме. Значи оваа недела започнува и плейофот во Евролигата, мојата за мене малце подрага лига. Лоши утакмици, прво коло, плейоф NBA една добра била наводно, јас гледав 4-5, ама за среќа, односно за моја несреќа, не ја фатив таа што наводно била најдобрата. Да сме живи и здрави. Затоа фати Следниот добри викенд- 3 трки. Затоа фатив добри 3 трки. Затоа те молам, испукај се сега за трките да зборуваме, затоа што за баскет не ми се зборува за NBA. Имавме убав еден јубилеен 950 тркачки викенд, тоест трка 950 беше втората трка, тоа го дознавме во Асен. На една тмурна, како што беше и нашиот викенд во Македонија, претпоставам дека и кај тебе беше слично. Една Цела тмурна Европа. атмосфера, така. Со ред дожд, ред суво време, со ниска температура, мислам дека во втората трка беше околу 8-9 степени температурата атмосферска, така да на асфалтот не било сигурно нешто кој знае колку подобро и веројатно и тоа беше причина за плюс драма во сите три трки. Да фатиме со Да, ред. драма колку ти душа сака, навистина возбудливо и ако не се лажам, 3 различни победници имавме на крај. Точно, така? да. Имавме уште еден дебитант кој што победи на својата прва трка после булега на отварањето на сезоната. Да, Нико браво, беше Спинели. Па, добро, тоа треба да се извози. Знаеш колку лесно се паѓа од прво место? Имаме видено доста јунаци така што паднале од прва позиција. И тоа искусни волци, не зборувам за некој што дошол сефта. Добро, го послужи малку среќата Спинели, иако храбро им зема премногу секунди во првите 5-6 круга. 26 едно и време навистина, беше предност. по круг. Да, 26 секунди беше во еден момент вкупно, предноста да. негова вкупно, да. После тоа се топеше полека. Види, самиот факт што со истите гуми со кои што возеа еден куп други возачи, им направи 26 секунди разлика. Да. Знаеш, едноставно... Да, многу различни стратегии имаше, затоа што во моментот на еден дел од патеката врнеше дожд, на еден дел не врнеше дожд, па кој е јунак да тргне со предна интермедија, со задна слик, па кој со две слик, он беше еден со логички сигурна стратегија со две гуми интермедија и му се исплати му се исплати покрај фактот што имаше среќа. Ајде да дојдеме до тој момент. Види, имаше среќа, 5 круга пред крај, веќе беше Баутиста беше позади него и Топрак беа апла, значи на 3 секунди, на 4 секунди. Као брз гос идеја, да. И му зима 2,5-3 секунди по круг, што значи Так. дека не требаше ни до последен круг да се чека, туку за круг 2 ќе го поминеа, пошто зимаа секунда или нешто така по сектор, нешто така. Да, мислам дека уште еден круг фалеше за да го претекне. Да, ама... Да, се случи тоа што се случи. Ја први не изреагирав. Кога ја прекина трката, мислев дека чекаше организацијата да помине 2/3 за да може да ја прекинат онака ради дожд и ради се. Не приметив ради стекувањето на маслото дека всушност се случило прекинувањето. Да, јас мислев и јас исто, да. А сигурно и у боксовите на BMW и на Дукати била иста слика, така да не изненади тоа што не го видовме, режисерот не ни даде на време кадар дека Андреа Локатели имал проблем со моторот и издува онака баш фино на сред стаза и мораше да биде прекината. Покрај влагата, нели, дождот и фалеше уште малце улје за да има катастрофа на патеката, сосема оправдано прекинување на трката и радост во кампот на Барни Рейсинг. Видоа нешто што го очекува од Данило Петручи, извини вака даре, ама
Тоа е Знам, късмет. боли, окей. Важно Данило Петручи на социјал медија секој ден пушта видео и така искривено муцката кажува поздрави, им се заблагодарува на сите, ама ја мислам дека еден од најпозитивните ликови у целиот Нема фотосвет. попозитивно. И колку луѓе го сакаат и го обожаваат, тоа стварно ти е мерако. Да. Тоа не се ни плаќа, нити можеш да го смислиш таков лик, мислам, тотално е надвор од сите шаблони на спортист на денешницата и не знам што ја знам нешто, социјални мрежи не е дека нешто сака многу да се умилкува, едноставно таков е човекот. Да. Помине како што помина првата, искрен да бидам, мислев дека Баутиста ќе го помине Топрак и дека нема да може да го стигне овој назад, меѓутоа го стигна, го престигна и мислам дека немаше да ја задржи таа втора позиција во тој момент или прва, ако нели се завршеше целата трка, ама некако после вторава трка, значи во неделата си викам, па добро, можеби ќе ја задржеше. Малце се изгуби конекцијата, извини, не те слушна последното. Фак. Реков, кога Топрак го помина Баутиста на мократа трка, првата, и кога така. Баутиста се обидуваше да го стигне, мислев дека нема да може Топрак да остане на втора, односно прва позиција ако се завршеше, нели, целата трка, ако го поминеа, нели, во следниот круг, како се викаше сега возачот, го заборев? Спинели. Ама Да. кога помина втората трка во неделата, си викам, може би не могло да може Баутиста да го победи на првата трка. Па, Топрак и делуваше само на спринтот делуваше очајно со гумите. Тука имаше многу лош настап, а иначе на првата и на втората трка, на главната, на двете долги трки да ги кажам, си извозе супер и многу поише него што се предвидуваше. Ако очекувавме дека Уасен дека ќе пројде лошо, нели, дека претходните викенди имал късмет малце со трошењето на гуми, се докажа дека дали Топрак, дали БМВ може да извози многу добро во секој услов. Очигледно. Добро, и холандјанецот викендов извози поштено, исто на БМВ. Океј, Да, ќе речеш домашна да, дека мотивација плюс и така натаму, ама како и да е, си извози поштено. Да. Само Скот Рейдинг си завршил песокта пак по кој знае кој пат. Ја мислам дека више готово му е местото во тимот. Не знам, ајде нека не демонтира сите, ама мислам дека се поисфрустрирано вози и се губи веќе. Ако во сезоната кога возеше во Дукати беше тука негде во врвот во првите тројца, па ајде и во првата сезона со БМВ дури имаше и по некој подиум, сега веќе тотално се изгуби човекот. А Вандермарк покажува дека сепак тимот оди напред, не е само Топрак да постигнува добри резултати, него генерално се движи не само моторот со перформанси, него тимот очигледно дека е консолидиран. Види, она што ќе го повторуваме по едно 10 пати и веројатно уште многу пати понатаму. Она што ме воодушевува најмногу, особено во Супербајк, е тоа што има толку многу изедначена битка, има толку многу изедначени возачи и толку многу изедначени машини, да буквално не знаеш од каде доаѓа опасноста. Значи, во еден дел од трката и Реа се вклучи и ми беше навистина драго што се вклучи во битката Реа. Океј, кога видов дека е мокро во саботата и дека ради тоа е на пол позиција, сикам, океј, јасно ми е, малце искуство и слично. Меѓутоа се држеше во трката, го имаше посето и на спринтот едно време, го имаше и во финалната трка, мислам во втората трка малце, за жал не премногу, меѓутоа го имаше тука. И имаше Ямаха, значи не е дека е до моторот, имаше и Кавасаки, жал ми е за Сем Лоус, нели втората трка што киксна повише него што може би требаше. Алекс Лоус, извини. Алекс Лоус. Сем Лоус изненадувачки заврши трка. Да, и тоа е изненадување за него. Не смееме да го занемариме овакво Реа и резултатот што го постигне, баш ги гледав квалификациите на дожд. Пази, океј, можда он има најмногу
да ризикува, нели, со поени надвор од било каква борба за титула за оваа година. Ама фактот што 17 пати има победено на оваа патика, значи 17 пати на да победиш било што на тоа е постигнување неверојатно и случајно не се доаѓа до такви бројки. Така да си извозе дечкото и имаше добра трка и Реми Гарднер потврди дека Ямаха сепак не е за отпишување на крај крајот. Дефинитивно ниеден производител со исклучок на Honda не е за отпишување. Мене ме фасцинираше во спринт трката се разбира Дукатито на Баутиста. Значи после два кикса, еден сериозен кикс кај што изгуби голем број на позиции, после битка низ 4-5 други нели возачи да стигне до борба за подиум и излегување напред и победување, мислам и тоа пази 10 круга, 12 колку вкупно се возеа, он направи потек кој што тешко се прави во цела трка, а не во спринт трка. Да, точно, да. Јас мислев дека е толку, после оне вториот кикс падна на 6-то место колку беше назад веќе. Булега, неговиот тимски колега напред беше на врвот со некои си 4-5 секунди, добра залиха имаше предност. Викам, нема шанси да го стигне. Темпото беше доста брзо, ама очигледно дека Баутиста знае многу добро да менаџира и тоа го кажа после на прес, дека буквално ја објасни како на мало дете објасни дека на почеток на трката секогаш пробува со доволно брзо темпо да вози, за да не ги истроши пневматиците, а после на крај на трка за да му остане, мислам, никаква филозофија не кажа човекот. Ама оди направи, баш буквално така е работата и што е многу битно кога си со полн резервоар, најтешко да ги извакаш гумите. А он тоа многу добро го менаџира, секоја чест. Во еден момент, кога беше при крај трката, спринт трката, коментаторите на Евроспорт, не знам дали примети, вика како, добро, 5 кила поише тежина, малку му е, стајте му уште 5, не сакаш, не е проблем. Да. Па, стварно, реално, да. Реално, ние од овде, од нели, како се вика тоа, експерти од фотелја, можеме да судиме, да викаме, не е многу, малку е, не знам што, ама тест возачов Микеле Пиро, он го пробал моторот на Баутиста со онаа килажа додадена и така натаму и кажал дека е неверојатно тешко да се вози со додадена килажа, зашто не ја носиш на грб, него моторот има сосема друга динамика и во кривина се понаша сосема поинаку. Тие 5-6 килограми, колку и да се, точно не знаеме, пошто се мери на пред секоја трка. Али како и да е, му фалеа тие екстра килажа, му фалеше на втората трка, затоа што температурата беше многу ниска, не знам тоа дали го фати тој момент, тоа после трка го искоментира и он, и не сакаше да каже дека заради тежината не можеше да ги загрее гумите едноставно. И тоа му фалеше во дуелот со Топрак, фактички. Така да, негде некојаш ќе има предност, некојаш ќе има и ќе му биде и мана тоа. Добро, знаеш технички каде, како се става таа тежина, каде стои на моторот, како изгледа тоа, некојаш кажа? Не знам затоа што тимот има целосна слобода да распредели таа тежина, таа маса. Така да можеме да претпоставиме дека ја ставаат најниско што е можно, нели? Таа е логиката заради тежиштето, али како и да е. Не може кој знае каде, колку ниско, да. Добро, пази, треба да се најде место кај што треба да се стави тоа, мислам, сепак некоја мала плочка метална, мислам, некоја лого или таму што и да е најтешко. Ама како и да е, треба да се стави на машина која што е склопена идеално да нема вишок, мислам. Така е, баш така, да. Добро. Убавините на спортов што има толку многу детали на крај. Да. Мене еден момент кој што го дискутиравме во претходната епизода, го речнавме со MotoGP, а сега баш го заприметив во World Superbike, во Superbike надпреварувањето. Нема толку доминација на италијанци и шпанци, исклучиво на италијанци и шпанци. Значи имаме многу поголема шареноликост.
што исклучително многу ми се допаѓа и она што исто така многу се допаѓа, можеби ќе сакаш да го прокоментираш, се изјавите на самите возачи. Значи и на Топрак изјавата беше толку детална, толку прецизна да се случува некогаш тие да се отворат и да да кажуваат повеќе MotoGP возачите. Меѓутоа никогаш после победа на подиум или на прво интервју не седнува да ја објаснат во детали технички што, каде, како, зашто се случувало. Топрак даде целосен извештај и многу е познат по тоа дека често го прави тоа така, значи буквално доаѓа на микрофон и ми викаш ти онака како што викаше Пики Сипи, раперите фаќаат забелешки, ваму механичарите фаќаат забелешки. Да. Да, он е као Insta 360, додека вози следи све што се случува, мислам човекот е скенери, затоа многу веројатно е, затоа и толку добар, затоа што знае од озгора да ги гледа работите буквално. И на втората трка каде што беа условите многу пошарени него на првата, многу помалку предвидливи, он точно го пушти Баутиста да оди напред за да заштеди малце на гуми и да не налета на дожд прв, нели? Тоа и го кажа после трката. Да. И неговиот фидбек многу значи за BMW. Ете тоа е тоа што се плаќа покрај перформансите. Во секој случај се слагам, да. Добро, види, периодов BMW сериозно многу го искористи Топрак за промоција на новиот 900 GS. Здраво и го ред други искористи. работи. А фала Богу, не му треба некој многу да го натераш за да прави екзибиции, тоа му е вродено од мали нозе, не знам кој не знае, веројатно сите знаат. Ако некој следи мото трки, дека е син на каскадери, дека неговите почетоци се буквално на тротоар на асфалт направени, така да Да, стант рајдер. многу добро се следуваат. Да. Многу добро се снаоѓа во такви услови и кај што не го очекуваме и ГС и чуда врагови вози на едно, на предно, на задно. Да. Добро, види се, знаеш како, дај му на дете мотор, ќе се заигра, не сакаш. Никој не му кажал дека ГС не се вози така, кажи. Да. Да му кажат, сме може гледали нема. разноразни други мотори како се возат, мислам, се е тоа во рацете на професионалците претерано добро излеа. Оди седни ти да видам дали ќе можеш така да излезе. Па не само ја, туку не знам кој од гридот, веројатно добра половина би правеле некои екзибиции со моторите, меѓутоа не верувам дека се баш толку сите вични како што он знае да работи со мотор. Јасно. Добро. Што друго ни остана како хајлайт за овој викенд? Ничо, што треба да спомнеме да не остане незабележено? Покрај враќањето конечно и официјално на Реа во конкуренција на некакви добри резултати и мислам дека ќе биде се подобар од трка во трка, ова ќе му даде некој буст, сигурно беше изгубен тотално допред овој викенд. Исто така и Алекс Лоус покажува дека добро се снаоѓа во улога на прв возач во Кавасаки. Да не беше оној кикс во втората трка каде што се судри баш со Реа, што бивши тимски колеги, и излета и двајцата не завршија, Реа заврши меѓутоа на последно место, чисто да извози да собере информации, плюс и тоа докажува каков работник е човекот. Значи со освоени 6 титули и негови 37 години, он продолжи да вози од последна трка, од последна позиција, извини, и да се извози за да си ја сработи домашната, за да има повеќе информации за нареден тркачки викенд. Така да тоа е неговата големина. Баутиста дефинитивно е се уште најопасниот во првенство, затоа што изби на прва позиција, покрај тоа што цело време го фалиме Топрак. Онака, полека, си дојде на своја. Булега очигледно има за учење многу, тоа може да кажеме и реално е што е така, особено на спринтот се покажа кога излета напред и мислев мајде кратка трка е, нели 10 круга се упрашање, нема проблем ќе ги извози на прва позиција, ја бев убеден дека така ќе заврши, ама испадна дека 40 кусур години не се за фрлање, може и некој повозрастен да им покаже на децата како се вози. Види, јас ако ништо друго, мислам дека овој викенд констатирав, се надам дека нема да промашам претерано многу, дека главни
конкуренти, да речеме, оваа година за титула, мислам дека ќе бидат Баутиста Топрак, но и Алекс Лоус. Да. Не булега и покрај тоа што излета на прва позиција и слично, мислам, окей, супер му се покажа, меѓутоа ми се чини дека не е доволно зрел за да биде конзистентен. А во Супербајк екстремно многу важна е конзистентноста, пошто има многу трки, многу бодови, нема премногу викенди, меѓутоа има многу трки. Да. И Алекс Лоус некако ми делува дека е стабилен, дека е, знаеш, фокусиран и дека може да испорача редовно она што се бара од него да испорача. Тука се сите четворица сега во топ 4, значи 20 бода, мислам дека 22, 3, 4 бода Така. се првиот до четвртиот. Има уште многу за возење, ама некако може би мислевме дека стариот италијанец ќе има некаков удел, дека ќе може да, како се каже, сега стално ги заборавам имињата. Јаноне или Петручи? Јаноне, да. Не, Јаноне. Мислевме дека Јаноне ќе можеби ќе сака да замеша нешто, можеби ќе има тука некој дол, меѓутоа не верувам дека он ќе има сили да издржи нели цела сезона да биде конзистентен. Булега, како што кажа и ти, буквално ќе учи. Значи добар е, супер е, ама ќе избувнува на моменти и ќе го снемува, барем така мене ми се чини. Али за тоа Алекс Лоус мислам дека не знам колку влијание може да има тука и брат му, нели, присуството негово, можеби, нели, зборување по искуство да му каже ова, да му каже она, поема немам, не знам, ама како и да е, Кавасакито делува како стабилна машина и особено во негови раце, мислам дека може да биде, ако не цело време у топ 3, барем сериозно да биде, нели, трет. Па не, да. Си извојува добар подиум во првата трка, каде што или во спринтот беше трета позиција, беше трет заврши. И тоа ја извојува во последна кривина, она најпознатата е кривина за претекнување. Да, му го зема на Гартнер местото трето на подиум. Да. се изнервира дечко, па ајде втората трка и си ги освои третата позиција. И Гартнер мислам дека неговото беше. Да, ја што знам, симпатичен ми е и мислам дека треба да остане во првенство и да биде фактор во првенството, затоа што окей, славно презиме и така натаму, меѓутоа си освои титула во мото двојките, значи не е нити едноставно, нити лесно тоа да се постигне, особено што во сезона каде што Раул Фернандес беше страшно добар, он успеа да ја земе во исти тим со исти мотор титулата, така да сакам и она што го збореше ти преска, шпанци, немаме ништо против шпанците, нити италијанците, меѓутоа аманте, остете и другите малце да се порадуваат, да се поиграат. И шареноликоста на првенството ја дополнува австралијанец, турчин, енглези, доста има англичани, нели? Да. Така да тоа е убава слика за првенството. А кај Алекс, мислам дека кај Алекс Лоус разликата ја прави Пере Риба, кој што му беше тимски шеф на неговиот колега, на Джонатан Реа. И самото тоа што се тргна најдобриот од тимот, нели, ти дава некој си полет да се докажеш и му остана големо место, голем простор за пополнување, така да верувам дека ќе биде фактор до крај. А за Булега не сум сигурен дека нема баш толку брзо да учи, пошто и он више не е баш гуштер дојден онака руки у овакво првенство нигде никаде, него после освојување на доминантно освојување на титула во суперспорт. Сега не е исто, не е исти моторот и така натаму, ама ќе може да се носи во овакви ситуации. Мислам дека како ќе поминуваат трките, ќе биде се подобар и подобар. Ќе видиме. И се надевам дека ќе биде заради баланс во првенството, не заради навивање. Заради баланс во првенството. Добро звучи ова. Па добро. Ајде, Топрак гледаме дека тука нема сопирање, веќе се укомпонира колку толку со моторот и ќе биде и он се подобар. Имаше Андреа Локатели имаше проблеми со моторот, иначе и он го земав за сериозен после отварањето на сезоната, после викендот во Филип Ајланд, делуваше многу добро, многу солидно. Така да верувам дека и он ќе се уклучува на некои трки. Не вози веќе онака индиспонирано
како и претходните сезони каде што се знаеше кои се таму тројцата главни Топрак, Реа и Баутиста, сега сите сакаат да скинат дел од колачот и се охрабруваат дополнително кога гледаат дека некој друг постигнува добри резултати, така да Види, тоа е на добро. моменти овој викенд имавме Мото3 ситуација. Да, Значи, да, имавме да. класична Мото3 ситуација, топ 5, топ 6 возачи напред подредени 3 круга возат, секој секого поминува. Така. Значи, онака као си викаш, добро, мајсторе, окей, смирете се малце, не може да запамтиме ние што све се случило. Да. Ама пази, и тоа е плюс резултат на класичните патеки, нели? 100 години се тркаат луѓе на Асен. Нема излетувачки се зони со асфалт, него има со песок, така да малце треба тука да стиснеш заби и да покажеш познавање и ризикот има друга тежина во однос на модерни патеки на Телман Тилке, на Херман Тилке, кои што се сите со широки зони на излетување и тука и да сгрешиш, па ќе излеташ, па ќе се вратиш, па нели два пати ќе сгрешиш, па третиот пат ќе те казнат и така натаму. Овде излетуваш и не се враќаш, богами, баш лесно. Да. Се селиме овој викенд следниот што ни доаѓа на Херес, на уште една таква стара патека, а? Така, да си здрав и жив. Да. Тоа ќе биде исто интересно за гледање, дефинитивно. Да не се впуштаме во Мото тројке, па што ќе отидеме уште пола саат сигурно муавет у Мото ГП. Не. Не, идеме само да спомниме што ни следува следно овој викенд. Така. И да си дадеме сами на себе ветување дека ќе се обидеме брзо да реагираме и да снимиме. Ја немам веќе некаков тип на предомислување или паника блага да ја наречам во себе дека нема да биде интересен Мото GP викендот. Точно. Ја не памтам кога последен пат имало досадна трка MotoGP. Може би таму некоја соло победа од некаде, нешто некој, ама еве вака на памет, може би лани на крај на сезона некоја трка да имало некој да извозел сам да победи. Имаше некои помирни трки, имаше и оваа сезона, со тоа што ја пробувам да се сетам. Почнав да тилтам и ја. Значи, едноставно очекуваме возбузлив викенд. Не е онако како класична шема само да ја кажеме, туку навистина историјата краткорочна ни покажува дека и Супербајк, кој што со години веќе се погрижува да нема досаден викенд, меѓутоа еве го и MotoGP се грижи да немаме досадни викенди. Мислам дека и спринт трка да си го донесе своето и внесе сериозна динамичност тука. Да. Спринт трката па ете тоа беше нели проверен рецептот Супербајк, да не испадне дека едниот шампионат е Убер шампионат и дека измислил све живо. Супербајк баш имаше Лорис Бас се зизеше кога воведоа спринт трки во MotoGP и знаеш како ги прашуваат возачи и се жалат, ќе биде вака, ќе биде онака и ги гледа вика, добре, ние имаме 3 трки секој викенд, што вие знаеш, како приберете се. Што се буните, да. Да. И Бред Биндер тука е прв кој што вика дајте ми секој тренинг нека биде трка, само да се тркам, неќам да вртам кругови онака заради тренинг само. Така да, ете, тоа тие ликови кои што знаат да го зачинат целиот овој шампионат. Инаку нареден тркачки викенд во Супербајк знаеш ли кога е? Не. Тек за 7 недели. Каде? Во Мизано. И Топрак, најди го видеото, можеш, не знам дали можеш да го споделиш или ќе го види секој што ќе го побара видеото, вика, луѓе, сериозно, многу е. 7 недели. Многу пауза. Ама онака им се обраќа као, знаеш, у турски фазон, знаеш, као, ало, опрете се за наредна сезона, вика, бе, молам, ова средете. Така да, малце забега, ние ќе се занимаваме со MotoGP меѓу време. Види, го приметив бројот на посетители на Асен и Total Weekend Attendance пишуваше 50 и некои 5-6 ако не се лажам, што во суштина е некоја стандардна бројка помеѓу 40 и 50, помеѓу 40 и 60 за викенд. Нормално, MotoGP е многу повеќе, кога се брои цел викенд посета,
затоа што ги бројат истите луѓе два пати, мислам, чисто да знаете дека ако некој купил викенд карта, го бројат два пати, пошто дошол и сабота и недела. Меѓутоа, тоа е стандардна бројка која што си ја има и си доаѓа на трки и си гледа, особено Европа, мислам, тука нема дискусија. Сега Америка некако мене и сега и MotoGP последната трка ми изгледаше празна, Остин, ама па таа стаза мислам дека има нешто 200, 300, 400, не знам колку таму капацитет. Перверзно е тоа, да. Тоа е град. Не е фер да суди човек по тоа како изгледала таа. Да. Меѓутоа, јас сега млани во мост кога бев во Чешка, значи вкупната посета беше пак негде околу 45-6-7 милијади, ме свекиш, за викендот. Така. Знаеш, не е дека е нешто вау познато сега, окей, на граница со Германија има доста германци и така натаму, ама како и да е, во Чешка е трка, ме свекаш, мислам, Супербајк. Ќе видиме сега Панонија ринг, не Панонија, него Панонија ринг, како ќе се покаже, пошто мислам дека ќе биде премиерна и дека ќе има доста луѓе од Балкан, барем се надевам. Ама она зашто би сакал да биде успешна е заради тоа што мислам дека Дорна тестира за да проба да види дали може да донесе уште една трка наместо Брно во овој регион. Па да, и за MotoGP правилно. Да, би било згодно да има некое распределување затоа што далечниот и блискиот исток повеќе блискиот исток зема доста трки, нели, кај што се парите таму одат и трките, а ние останатиот дел од светот треба и ние да гледаме некоја трка и не значи дека они се толку заљубеници во трките, ама знаеме како е парата кај што поминува, никој не поминува. Мене ми е криво за кога спомна веќе Америка, Лагуна Сека, што веќе не се вози таму многу лобито на лобито е многу јако и ја избркаа буквално трката од Лагуна Сека, така да тоа е една историска патека и за MotoGP своевремено, а и за Супербајк беше препознатлива, тука имаше доста добри борби своевремено. Ники Хейден има победено таму и така натаму. Не смееме да бидеме себични, има еден куп други региони во светот кои што имаат по една или две трки во годината, ние во Европа како еден цел регион имаме најмногу трки, така да не е фер да плачеме, да бидеме искрени. Што да кажат азијците таму, ме свекаш, мислам, еднакво се загреани, ако не и повеќе ме свекаш. По глава на жител имаат најмногу право секако, да. И кога сме кај MotoGP ќе чепнеме што се случува во последно време или? Ајде, чепкај. Јас се воздржувам да не отворам муабет дека веќе почна да се Ајде се више. Кога тргна веќе. Знаеш како, си викам да спомнам, да не спомнам. Не следев нешто. Ајде, не сме се договарале, ама она што го фатив како муабет беше коментариот типот на никој во Америка нема да ти гледа MotoGP ако не ги знае луѓето. Ме сваќаш. Еве во формула веќе ги знаат и кој број на гаки носат. Да. Јасно не колку е саат. Ајде, кажи што имаш да кажеш. Па се повеќе се посериозно се коментира влегувањето на BMW во MotoGP, тоа е нешто што е се чини веќе изгледно, не е. Прашањето е дали ќе дое BMW со топрак или ќе дое со друг возач. Тоа е, ја мислам, битното прашање сега. Тоа зависи од две работи. Првата работа им се погоди како кецна десетка новите правила. Тука веќе сите влегуваат од нула, меѓутоа, окей, искуството што го имаат сите други, овие BMW ќе треба од штрафче да се екипира, нели, од нула, од сите механичари, од сите членови на тимот и така натаму. Сигурно ќе има и трансфер од другите тимови, како што KTM го направи тоа кога влегуваше во MotoGP и така натаму. Имаат веќе поставено добар тест тим, кој што сигурно ќе функционира и во MotoGP. Силван Жинтоли и Бредли Смит работат на World Superbike проектот на BMW и сигурно и они ќе вмешаат прсти, имаат некакво искуство, веројатно и ќе ангажираат некој што има по тази искуство со овие модерни аероболиди, да ги кажам. Така да, Топрак го поздрави потегот на BMW за влегување во MotoGP, што самото што го поздрави, мислам дека
покажува дека е заинтересиран или знаеме дека кокетираше и со претходниот тим, пробуваше да влезе, меѓутоа некако не му се поклопија коцките. Во што е друго интересно? Интересно е што веќе се зборува за следниот тим на Марк Маркез. Да, тоа више некој време се зборува, ама Па, да. добро, ама мислам дека после трката во Америка фати некоја забрзување, катализатор беше таа трка за муабетиве, затоа што Джиджи Далинја се погласен за останување на Маркез во Дукати. Сега како ќе го изведат тоа, дали ќе го поредат до Пеко Бањаја, дали ќе го постават тука како две скарани деца кои што мора да седат у клупа, не знам баш како ќе им успее, ама очигледно гледа нешто во податоците кои што ги анализираат после трка, што не може да го види кај останатите и што сега да не бидеме политички коректни меѓутоа и за очекување човекот кој што е вонсириски талент и се уште сметам дека е способен апсолутно да освои титула, да си го задржиш во својот тим ако ништо друго, за да не го земе некој друг и да те тепа со тој возач што си го имал во дланка фактички. Да. Што викаш ти за муабет? Кажи твоја мислење. Немам некое претерано, да кажам, изразено мислење или формирано мислење на ова. Знам дека веќе се шпекулира дека Алкоста и Маркез се како стара нова комбинација свежа за КТМ. Дури веќе почна некои монтажи и слики да им пуштаат и да им вадат на интернет. Не верувам дека тоа е кој знае колку напреднато како преговарање, како муабет. Може би некоја рокада од типот на Мартин во фабрички тим, а Маркез во Прамак е исто така некоја опција, пошто гледаме дека Дукати има доста нели силен збор и големо влијание во сите тимови каде што мање више се вози нели Дукати мотор. Она што ми беше интересно, го спомна Топрак и неговиот бивши тим и одлуката да не се префрли тогаш. Читав некои интересни работи за Ямаха и за тоа дека всушност ќе ги натераат да развијат V4 мотор, без разлика што они реално и не сакаат да развијат V4 мотор, затоа што ги чекаат 2027 овие други големи промени. Да. Ама некои шпекулации веќе се пуштија дека се работи на некаков си таков проект, а самиот факт дека Квартараро потпиша 2 години договор, што е далеку од 2027, а као демек нели нешто него му ветиле и знае што ќе се случува, како ќе се случува, не делува многу логично дека ќе развијат V4 за толку кратко време. Едно време дори си помисли па што не земат од друг некој мотор, па ми текна на Сузуки, ама Сузуки беше исто со без V4, така да. Да. Јас многу шпекулации пуштаат и овакво новинари и коментатори од страна дека треба да развијат и тоа наведува многу заклучоци да поведеме дека веќе е проектот тргнат и така натаму. Не знам јас дали се исплати ако зборуваш за новите правила од 2027, можно е такво нешто и прашање и BMW со каков мотор ќе влезе, нели? Они се исто познати по редни или по боксери. Боксер сигурно нема да влезе. Реден или ако решат дури V4 да развијат и они, не знам дали по правилата ќе знаеме брзо време ќе бидат дефинирани. Не верувам дека по конфигурација ќе ги ограничат реден или V4. Само по проврт и обем на цилиндарот мислам дека ќе ги ограничат тука и нема да имаат каде да мрдаат едноставно производителите. Не е дека правилата ќе ги ограничат на V4. Она што јас успеав да го извлечам како некаква информација, што можеби ми избегала претходно, а можеби и прв пат ја читам, не знам, е фактот дека инлайн четворката, значи редната четворка, кога стана моторите болиди, што викаш ти аеро болиди,
не може да се однесува така како што се однесувала претходно. Значи го губи тој моментум на еднаквост со другите мотори. Дека V4-ката во поглед на тој аспект како се вклопува во целиот пакет со аеродинамика, дека многу подобро се вклопува. Сега, ако 2027 се очекува да се намалат тие нели развој и таа насока на аероелементи, тогаш може да очекуваме да остане одлуката за редна четворка, затоа што едноставно ќе се намали влијанието на аеродинамиката на перформансите на моторот. По тој аспект, ако стварно нели реднава четворка кризира заради новиот развој со аеродинамиката, тогаш зошто да се развива В, ако главниот фактор заради кој што развиваш В ќе го нема или нема да биде толку многу пресуден. Тоа е нашата логика, јас мислам дека инженерите нема да заборават за аеродинамиката тек така лесно, затоа што се добива, што се губи со намалување на кубикажата, со нели намерата на новите правила е да се намалат брзините, затоа што безобразно веќе се високи и опасни за возачите. Сака да намалат брзината максимална, со тоа што се намалува кубикажата, меѓутоа како и во претходните сет на промени 2004-2005, сега не сум сигурен која беше која аномалија на 800 кубика тогаш, формулата за развој на мотори, се дојде до поголема брзина во кривина. Ако во кривините и сега истото ќе се случи, претпоставам, затоа што и моторот ќе биде и полесен, тогаш пак аеродинамиката, барем она што е разви до сега Априлија, функционира баш во кривините, така да можда онаа аеродинамика која што дава ефект на отпор голем, нели на даунфорс на правец, со самото тоа и отпорот е голем, па ти треба помоќен мотор за ја разбиеш, нели отпорот да може да се носи со моторот со тој отпор и на големи брзини. Тука V4-ката има голема предност во однос на редниот мотор. И евентуално тука ќе се изедначат на максимална брзина. А во кривина мислам дека аеродинамика ќе има и кај новите мотори, освен ако не со правило ако не ја укинат. Мислам дека правилата, како што успеав ја нешто малце да разберам, како и да е мојата желба, иако никога не го интересира мојата желба, е да ги нема оние висински менување на висината на моторот, на старт, на кривина, на Тиреков ми рече, и холшот уреди како и да се. Тоа јас апсолутно потпишувам у моментот. Тие две работи, трни го райд хайд и трни го ваквото и трни го холшотот, и ја мислам дека тука завршуваме доста. Така е. Точно, да. Никаква употребна вредност нема практично на серијски мотори, секако. Они до сега успеа да... Извини, мала дегресија. Адвенчар моторите извадија висин да ти се спушти моторот кога ќе застанеш, за да можеш да се симнеш полесно, пошто е премногу високи. Први Харли Девидсон го извадија тоа, не така да зборуваш. Да, баш. Ама пази, знаеш што е проблемот, што се работи за прототипови, надпреварување на прототипови. И сега тука да бараш логика дека нема трансмисија во патничките мотори, па што е било, онда треба Формула 1 да ја укинат одма. Никаков трансфер нема на технологија, нити логика. Па сите нови Дукати мотори имаат крилца, требало не требало ги има да изгледаат побрзо, па eti зошто така? Да, и што сега стар модел возиш чим немаш крилца, работа. Значи, како да ти кажам, значи новиот Диавел, новиот V4, ме свеќаш Дукати, как си жепине гале и така натаму. Значи сите тие мора да имаат. Па и BMW-то ново исто е. Криласто цело. Него имаше... Тоа што никој не ја сваќа разликата и не може да стигне до ниво за да ја осети разликата, тоа е друг муавет, ама важно е крилца. И уште нешто, ај пред да ја заглавиме до сад време. Ќе ми снема батерија. Ќе ми снема лента. Априлија, не знам дали виде дека имаат некој нов изум на полуга на левата рачка, фактички командата за квачило, кое што во исто време не знам како активираат и задна кочница на истата рачка. Значи користи кумплук на истата рачка само за старт,
а после куплунг, извини, не кумплуг, а после функционира таа рачка како задна кочница и се наведува паѓањето на Вињалес во Портимао, од кога имаше проблеми со менувачот на правецот, нели, во последната кривина, во првата уствари кривина, кога падна дека уствари му се активирала сакајќи он кумплуго да го спојката да ја стисне, он фактички задната кочница и така и падна некако незграпно, нели коментиравме и тогаш. Така да и они, иако се мал тим, иако му понудија 4 наместо 14 милиони на квартарара, паметно и вредно си работат на изуми постојано. Тие се механички изуми. Мене ми изненадува и ме радува, ти кажам право. Ме изненадува и ме радува. Тоа е гениалноста, знаеш. Јас би им го ограничил буџет на сите, да ти кажам право, и нека работат со паметни решенија, а не со ангажирање на армија на инженери. И со оваа паметна мисла да ја завршиме денешната епизода, пошто муаветот нема крај. На овој весел понеделник, да. Да, снимаме во понеделник, веројатно во вторник рано наутро вие ќе не гледате. Нашите редовни лојални гледачи на прсти се бројат, ама како и да е, драги сте ни. Поздрав до сите. Да, фала на сите и нека споделуваат приказната ако им се свиѓа муаветот и ќе гледаме да немаме толку технички проблеми во наредните епизоди. Се надевам. Не може ти, мајка, ќе урочиш пак. Треба да монтирам се. И оваа ја отворивме онака, ајде нека иде да видиме што ќе биде. Поздрав! Поздрав, Даре, поздрав, чао.